Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг заедно со Северноатлантскиот совет на 2 и 3 јуни ќе ја посетат земјава. Столтенберг и членовите на Советот за време на дводневниот престој во Скопје ќе имаат средби со државниот врв во врска со процесот на пристапување на Северна Македонија во Северноатлантската алијанса. Ова е прва посета на Столтенберг и високи представници на НАТО на земјава по потпишувањето на протоколот за членство во алијансата. Предходно Столтенберг ја посети Македонија пред потпишувањето на Преспанскиот договор, а после тоа често потсетуваше на важноста од потпишаното. Ова е одличен момент за сите нас. Без вашата посветеност и вашето лидерство немаше да биде возможно сето ова да се исполни. Северноатлантскиот совет е главно политичко тело кој ги носи одлуките во НАТО. Советот ги надгледува политичките и воени процеси во врска со безбедносните прашања што влијаат на целата алијанса. Го сочинуваат представници на сите земји членки, а председавач е генералниот секретар. Инаку после ратификацијата на членството во НАТО од страна на парламентот месецов, Летонија стана 13-та земја членка која даде зелено светло за пристапување на нашата држава во алијансата. По ратификацијата од страна на сите сојузници која се очекува до крајот на годинава, Северна Македонија и официјално ќе стане 30-та полноправна членка на НАТО. После информациите дека Турција може да ја условува ратификацијата за НАТО за земјава со испорака на членови на организацијата ФЕТО, дојде изјава од турски дипломат кој кажа дека тоа не е точно и дека Анкара во најскоро време ќе го поддржи македонското членство во организацијата.